Здраво, драги ученици, и добре дојдовте на часот по информатика. Јас сум Билјана Николова, наставник по информатика во Основното училиште Сандо Масев Струмица. Овој час е наменет за учениците од 7 оделение. Спаѓа во програмското подрачје програмирање преку стандарден структурен програмски јазик. Наставна содржина за која што ќе зборуваме денес е изглед на готови пример програмски кодови. Што опфаќа таа наставна содржина? Ќе разгледаме основни примери на линијски програмски кодови кои што се изработени во програмски јазик C++. Ќе анализираме делови од тие напишани кодови, а и ќе напишете самостојно неколку основни програми користејќи го тој програмски јазик. Што ќе ни биде потребно? За да може да ги реализираме тие задачи, потребно е да имаме компјутер со пристап до интернет, прибор за пишување и инсталирана IDE или работна околина за пишување кодови во C++. На почеток да ви појаснам, во самото предавање ќе имаме и вежби кои што ќе треба самостојно да ги реализирате. Кога ќе ви дадам задача, потребно е да ја паузирате презентацијава, да ја извршите задачата и повторно да се вратите таму каде што сте прекинали. C++ почетно програмирање. Едно мало подсетување. Знам дека тоа го учевме на претходните часови. Што е C++? C++ е програмски јазик. Се користи за изработка на разни компјутерски програми, како што се уметнички апликации, музички плеери, програми за сложени математички пресметки, па дури изработка на компјутерски игри. Потекнува од основниот програмски јазик C. Како работи? Што ни е потребно за да можеме да пишуваме кодови во C++? За C++ потребно ни е IDE околина за пишување на код или Integrated Development Environment. Потребен ни е компайлер или преведувач кој го преведува кодот во извршна верзија, а програма што содржи заедно IDE и компайлер е програмата CodeBlocks. CodeBlocks е програмата која што имаме инсталирано на училишните компјутери и ја препорачувам да ја инсталирате и на домашните компјутери, за да може полесно да ги извршувате задачите. Но не значи дека таа е единствена програма која што е наменета за таа цел. Имаме и други програми, како што се DevC++, програмата, потоа програмата Visual Studio и уште многу други. Јас ќе се задржам на програмата CodeBlocks, бидејќи работевме и на нашите училишни компјутери. Затоа ќе зборуваме за кодирање користејќи го CodeBlocks. За да креираме програма, ја отвараме CodeBlocks, File, New Project, па бираме Console Application и кликаме Go. Нашата прва задача ќе биде да ја изанализираме првата линија код напишан во програмскиот јазик C++, еден од најпознатите во светот е пораката Hello World. Како изгледа, заеднички ќе ја анализираме, а потоа самостојно ќе се обидеме да направиме, да напишеме еден програмски код. На почетокот приметуваме Include iOS Stream. Using namespace, точка заприка, ината main, празни загради, отвараме голема заграда, cout hello world, точка заприка,
return 0, точка запирка и ги затвараме големите загради. Сигурно имате виден оваков код. Ова е код кој што на екранот ќе ни испише пораката Hello World. Што се ни е потребно за да можеме да програмираме една текстуална порака? На почетокот приметуваме дека имаме include iOS stream линија која што служи да дефинираме влез и излез на податоци. Вториот ред или втората линија using namespace std дефинира користење на стандардни C++ библиотеки. Значи, овие линии се вообичаени во скоро сите програмски кодови. Точка запирка е дел од синтаксата и во случај да не ја напишеме, компилерот ќе ни пријави грешка, која што треба да ја бараме во анализата на кодот и да ја додадеме во случај да сме ја испуштили. Следува главниот дел. Main, значи започнува главниот дел во кој што ќе се пишува програмата за пишување текст. Големата заграда, отворена голема заграда, ни укажува на почеток. Е замена за делот почеток кој што го пишувавме кога пишувавме алгоритми и кога користиме блокови за програмирање. Веднаш под големата заграда е наредбата cout, која што е значајна за да може текстот кој што е напишан во наводниците да го видиме испишан на екран. Значи тоа е наредба која што ја печати на екран содржината што се наоѓа во самите наводници. cout или кратен код console out. Значи тоа што го гледаме на екран, тоа што корисникот ќе го види откој ќе изврши оваа програма. Return 0 и точка запирка означува дека е се во ред, враќа вредност 0 и програмата завршува со голема заграда, затворена голема заграда. Крај на главната програма. Сега ќе видиме дали може, покрај направената анализа, да напишеме сами програма која на екран ќе испише сакам да програмирам. За таа цел потребно е да го стопирате видеото, да го вклучите CodeBlocks. По примерот 1 да ја направите оваа програма, но наместо Hello World треба да ни напише сакам да програмирам. Од кога ќе бидете готови, вратете се и продолжете од таму каде што застанавте. Се надевам дека по решавањето на примерот ја добивте програмата во комплет и таа треба да го содржи овој програмски код. Значи, include iOS stream using namespace, библиотеките, почетниот дел и сега во cout, наместо Hello World, имате веќе сакам да програмирам. Доколку сте направиле некаде некоја грешка, проверете и коригирајте. Понатаму ќе разгледаме прикажување текст на екран во нов ред. За таа цел се користи наредбата endl, кратен код endline или коса цртичка n. Што ни означува оваа команда или оваа наредба? Ни покажува дека текстот на кој што ќе му ја напишеме оваа команда ќе ни го напише во нов ред. Еве еден пример. Испишете го текстот здраво на сите и јас сакам да програмирам во два различни реда. Значи во едниот ред да ни биде пораката здраво на сите, а во следниот ред пораката јас сакам да програмирам.
како тоа би изгледало во програмски код. Еве ги на почеток, ги гледаме двете линии за кои што рековме дека ги содржи програмата C++. Почнува главниот дел, почеток, cout, здраво на сите, end l, поточка запрека. Еве е командата endline, значи во еден ред, а веќе на следниот ред, cout, јас сакам да програмирам. Return 0, затворени големи загради. Сега ќе ве замолам пак да го паузирате видеото, да пробате да ја испишете оваа програма на вашите компјутери, да ја извршите, за да можеме да видиме дали бараната задача е извршена. Дали текстот здраво на сите и јас сакам да програмирам е напишан во два различни реда. Колку е точно, вие успешно ја решивте задачата. Но колку не е точно, вратете се повторно и анализирајте го даденото решение. За домашно, ќе ве замолам да напишете програма во која секој збор од реченицата "Нашата иднина е во наши раце" ќе биде прикажан во нов ред. Како мали инструкции за успешно извршување на оваа задача, ќе ви користат примерите кои што ги работевме во текот на оваа видео. Од кога ќе бидете готови со задачата, снимена, ќе ве замолам да ми испратите на мојот имейл и во колку имате некои други прашања, коментари, забелешки, слободно испратете ги на мојата адреса. Тоа е се за сега. Бидете ми поздравени и се гледаме во ново следно видео.